Здраво, другари! Здраво, криптореволюция! Значи, овие Юпитер, другари се голяма мистерия, брат. Не знам отдека ги вадат тия airdropи. Ја за малко ќе го испуштив овај airdrop. Иван од групата што е кај мене у Стар Атлас упорно зборе нешто airdrop. Човече кај мене ништо не излава. Линко што го беше пратил едноставно не ми го отвараше. Викам, ти по кој знае дека го е преклучил волето, викам немаш шанси, викам да експериментирам, викам нели ја не се брзам, тие airdropи не гинат. Значи викам ќе почекам и почекав некој време, никој не е хакиран, фала на Иван што експериментира, што ризикува. И тога и се уклучувам и ја. И отварам Юпитер, 22. Он го збореше многу пред 22. Ако не се лажам. И гледам, нели треба да е на официјалната страна. Юпитер на X. Ке ми извините, ја ностоп викам Твитер, ама за шопа да не. Чек само тук, ке си исклучив микрофоно. Значи еве секој што одете на X, пишувате Юпитер, официјалната страна, 526.000. И ево тука натискате и се отвара. Бум. Другари, еве јас сега клейм ги имам направено. Сега нема да ми даде да го снимам видеото да го уклучам. Ти виши клейм. О май гад. Зашо го удрив клейм, а требаше прво да снимам видео? Значи, другари, ке се снајдете, брат. Сега тука гледате на официјална страна, ќе ставам доле под видеото, другари. Да, зашо ово не сум го нацнал. Ке ставам под видеото, ке ставам тука, под самото видео, не ово, под видеото новото ще го пуштам, тука ги ставам линковите. Тука ќе го ставам линку и одма да идете тамо на тај линк, да речеме. Значи, линку ќе го ставам. Мислам, ја ќе оставам да биде фер, ќе оставам линко од Jupiter Exchange и вие тука ќе си го натиснете, гледате дека е. Не и тоа сега да ме прашате упораки, брат, дека е линко, tego линко. Да не биде сега јал овај линк да го ставам тука. Значи од официјалната страна ќе ставам тука овај линк и вие ќе го натиснете, ќе во одведе оваа страна, ќе идете connect тука и ќе видите тука од десно ќе се појави. Зашо е, брат? Не може. Братчи. Требаше да снимам, ама тоа е. Ништо ќе се снајдете, значи ќе идете connect тука и тука ќе ви се појави. Чекај, тука го опишуваше у линку. Не, тоа, братчи. Ајде да видиме тука. Юпитер. Нема да ми ги клейм. Значи линк ќе го линкнувате ќе го уклучите во еден од моите волети што е за приказ. Значи ќе го приклучите на Phantom Wallet. Така ли, ќе идете тука и connect и ќе видите тука ќе се појави еден линк. Еве, чекај дека пишуваш. Check your allocation and link them to your profile. Значи allocation link тука ќе е негде од десната страна, мислам дека беше, ако не се лажам. И ќе го натиснете и пак ќе конектирате и ќе дојдете до страната дека е. Зашо не ми ја дава сега страната? Ќе ви даде тука како експлозија на конфети и claimed. Ќе се снајдете, другари. Кој нема да се снајде, ќе каже. Значи, чекај сега, зборам за тие што сте правиле swap преку Phantom Wallet на Jupiter, што сте били на берзата, да речеме, конектирани, и што сте правиле swap да купите бродови на Star Atlas, да си купите Solana, да си купите Jupiter. Значи што сте правиле swap и треба да ви има дадено. Таму има тоа ранк листа. Колку поени. 2 милиона волети се квалифицирани и ќе се снајдете, ќе конектирате, од тука нема да сгрешите, значи ќе го линкувате connect to, значи SOP и тука ќе се појави тај allocation линк на таа страна, ќе го конектирате и ќе видите дали може да направите клейм. Како па ја не снимав видео, брат, туку одмо идов клейм. Не е фер, ама ајде.
Нареден път директно трябва да снимам. Какво и да е, аз от тия пари $255 вземав. 250, т.е. дека беше 300 Юпитер, да, $255. И си купих одма, мен Юпитер, иако мислам дека може да дојде до $5-10, но берзата е стварно много добра, брат, и много луѓе повеќе користат. Еве ја за $259. Не, 255 имав некој USDC преходно. И најдов некој лудак за $28 продаваше, значи една станица, значи ја купив 9 Claim Stake Tier 1 станиците, пошто ја ги купувам тие станици, имам ги зашо бе брат ова не се е уклучило, брат. Нешто имам проблем со интернету. Еве ја имам Claim Stake, ја прескашочов clear. Claim Stake Tier 1 станици имам 67. Еве колку копат брзо, 13.000 храна, 19.000 fuel, гориво, 12.000 муниции и 18.000 toolkit. Тие ги користам за бродовите. Тук па сега не е конектирано тоа чудо. О, муко моја. Не ме зезе сега. Милион пасворди имам, значи како успеам да ги запомнам пасвордите, другари, најскрено не знам. Значи, меморират се у главата, како се меморират, поема не. Другари, тука ќе видите, гледате, сите тие станици што ми копат, гледате, собира се тука, кога направам клейм и префрлам ги. Од волето ги префрлам у Star базата, у Star Base ги префрлам и автоматската програма си ги користи, гледате, троши муниција, храна и fuel. Toolkit не, сега за сега. Муниција, храна и fuel користам за да мајнам. И за тие 4 флоти, на дело може да видите колку работи, кажи го, колку брзо работи Solana Network, шо да ви кажам. Шо да ви кажам, другари, гледај, не може едни смешни 370.000 по две трансакции не може да поминат за да улезат муницијата и храната у базата. Ако мислите зашо толкова мразам таа Solana, не смешни две трансакции. Една трансакција, што зборам ја какви две трансакции. Една трансакција со две чуда не може да улезе у играта. И ја треба да натиснам 10 пати, брат, сметајте. Али ајде, добро, барем ви покажав. Еве играта се маче, замисли колку пати автоматската програма. Колку пати таа автоматска програма ќе се маче тука, гледате, да се активира. Нешто читав и ми блокира мозоко. Значи битно ми покажав, тука видете кои сте legit за airdrop. Значи заради ово ги купувам ја станиците, уствари станиците ги купувам заради дека беше типчето беше многу јако објавил, луѓе, ова е страшна работа. Новиот апдейт ќе биде лудница. Значи Major Star Atlas апдейт за 2025 ќе биде страшно. Значи players can rent out their ships to generate passive income. Значи ќе можат некако да се рентат бродовите. Најскоро не знам зашо ќе се рентат тие бродови. Немам идеја, брат, зашо би се рентале. Ја не можам да ги рентам, за жал, бродовите. Затоа шо моите бродови се уклучени, гледате тука, сега да ги исклучам од тука да копат, е многу на загуба, затоа што не знам колку ќе дават тие за рентање.
Че ако си продължам да си копам, ама нямам сега, съм слаб со кеш, нямам кеш. Чекам та bull market сезона, bull market, altcoin сезона да почне. Не съм дома, нели, на един другар помагам на един голем проект на куки да се работи, ще ме унищия, да се продава 850 000 или милион, не знам. Не е моя куките, иначе негова е. Али, зато не съм активен толкова, иначе планирам и мултиплеер да правиме гейминг. Интересно ке биде. Бродовите не се баш, бродовите са ефтини, ама ако купите екипаж и сите тия работи и станици да копат, не знам, повече ки се изплаки на старите играчи. Да рентат, пошо джави ки купите бродови екипаж, ако немате, сега ще ви покажа в станици. Овие станици, Claim Stake Tier 1, сега моментално коштат некои си 2500 или $3000, ще се вика. 67. Добро, я имам голема флота, да е, на вас не ви трябва толкова, ама вие колко беше? 350 едната и другата 250, не помня колко пари и купив, ама много по-слабо копът. Натам верувам да ки собират ресурси за Claim Stake Tier 1 станица да го напредам от двойка, от тройка, четворка и петка. Значи, не дай Боже да ви покажем колко е двойката е самата игра, официално я продава доста скапо. Я продава Добро, браче, шо е работата сега со интернет? Нели трябвам се на власт, нели трябваше чуда, на технология, робот излава, тука натискал надува. Дай не ме зезе, брат, плакам 100 и колко чуда. Не се кявам, $126 ми е най-еки интернет, защото е максимум, няма по-еки интернет, брат. Гледай, човече. Или нещо самия Sage Labs зафъркава. Че не е възможно, брат. Нещо Sage Labs можно е да има апдейт да е паднал. Тук исто врате. Добро, защо толкова бавно го извади това, човече? Claim Stakes Tier двойката е $228. Пуф, много. Тройката е... Самата игра продава още 145, има и $1000, а вие тук трейдерите ще знаят какво да купат со бонуси, со чуда, со проценти намалени, $549. Луда пара. Ама тия тройката копат доста. Epic четворката е сигурно $1685, човече. Петката е 5-7000. Една таква, много ми е криво, брат. Една, не знам кой морон, еднъжка продаваше за $1000, нямам в кеш тогава да я купам. Нямам в кеш, то беше много отдавна. Пред, може да 3 години. За $1000 и я продаваше, нямам в кеш тогава да я купам. Гледай, брат, $7500 и $8500. Само две се. Сега да имам кеш и двете би ги купил. Замисли си то Claim Stake Tier 5 Legendary, колко копа ресурси. Замислете си, ако ово чудо копа, гледай, са баш овия сега, нели ще ги купи в новите 9, имам все покупно 6-7, значи я ги активира в 11 саато, така ли, 10.50 11 саато, сега тук е 2. Значи за 3 саата е 19 000, 13 000, 20 000, 13 000. Ке видам до утре, до утре ovo време, за 24 саата пък ви пишем доле коментар. Значи копат, задоволен съм колко копат. Ще сега да кажем друго. Да. Значи both new and veteran player can rent ships for gameplay advantages. For gameplay advantages. Брат, свиги ми се какво работят. Fleet rentals will play a crucial role when combat mode is introduced.
Брат, то Combat Mode го чекам, ќе биде много яка, значи на таа 3D мапата ќе биде по-интересно. Ќе има борби со бродовите и фактички за тоа ми треба таа амуниција, значи Combat Mode валјда ќе троше багемите муниција. А муницијата, замисли тие што ќе се тепат, ја да ја продавам муниција. Машала, супер. Добра стратегија правам. Portion of Fleet Rentals Revenue will be allocated to the DAO. Супер. Нека се пука таму DAO-то. Значи, Unreal Engine 5. Поздрав до македонските геймери што не веруват у играта. Ќе играете еден ден за мене. Ќе почнете да играете, не се кирајте. Patch Update, Bug Fixes in System. То треба почесто да го прават, тај тим да поправа работите. Private Matches, Improvements to allow Private Lobby Creation. Машала, и то ме се свија, ќе има приватни мечови. Improvements to allow Private Lobby Creation. Интересно. Dedicate Multiplayer Servers, Reduce Ping and Improvement Gameplay. Значи, ќе има пуцачина, како што кажувам, ќе има пуцачина, ќе се собираме, планирам ја да снимам. Ја имаме на групичка од 10 на души или колку беа. Има добри компјутери, ќе се собираме, ќе играеме, ќе ставам линк, ќе кажам, например, петок сабота. Најчесто сабота и недела, да речеме, играеме и ќе се договориме кое време и ќе играеме. Ќе има награди, валјда ќе се паѓат некои работи за игри, ќе се паѓат некои скинови, чудо, оружје, може и токени ќе дават или па само ќе помагаме за bug fixes, но сигурно ќе дават некои награди. Јако ќе до Македонија планирам да правам турнири и дури ја ќе ги плаќам. Time-based progression, character progression through playtime. Ово е интересно. Character progression through playtime. Ќе видиме дали пуцачината, дали Sage Labs, дали трките. Значи character progression through playtime. Ќе биде интересно и тоа. Plans to integrate economy with Sage, introducing exclusive game items that can only be obtained in-game items that can only be obtained. Значи нешто ќе биде тука што ќе се пукаме, што ќе се надуваме in-game. Ќе дадат нешто. Sage 4, the biggest Sage update yet. New features, crafting hubs, claim stakes, combat and console ranks. Јас сум највише запален за claim stakes. Тие ги имам. Claim stakes. Чи понапред Иван Каранаков. Каранаков ли беше, брат, много тежко презиме. Брат е... Че да не сгрешам. Брат, ја имам 20 Ивановци у чат. Значи Иван... Каранаков, да. Фал на брато. Брато ми има дадено много добра информација, еви сега заради него истражи, викам, чеки брато да видим што зборе. Значи Иван Каранаков ми има дадено највеќе информации на почетокот кога имав многу работа, нон-стоп го прашував брат шо ово, многу информации ми даде. Тој он седиш и читаше по цел ден и на Дискорд беше многу активен. Кога до Македонија го частам. Има една тетрадка запишено, кој знае колку вечери му дужам. Не знам и јас самио. Он е единствениот што ми е дадел толку многу информации, разбираш ли, клучни, за да упаднам у старатлас подлабоко, што јас сам единствено што му дужи на него, онака на мене колку ми дужат, нели што се увија 3 години од како постои криптореволуција, замислете си, у цела Македонија, села и градови, сите ми викат, брате, кога ќе дојдеш, јадење и пиење, леле, кој до Македонија треба 2 години да јадам без пари. Ќе видиме деки се кријат, нели, многу луѓе се фалат дека направиле пари од мене. И сакале да ме частат, ќе видиме што ќе биде. Нем да се кријат само. Нем да се купиде од Трамп мамето и да викат, брат, изгубиме и не може да те частаме. Како е да е шалата на страна, Claim Stakes сум навеќе запален, значи тие моите станици валјда на земјата или некако ќе се расклопат, што ќе биде. Додуше оваа станица треба да лита над самата планета, али валјда ќе се симнуват и доле на земјата да се расклопат нешто, моја фантазија, да се расклопат, да направам фарми од нив некако, и то соларно, моларно нешто да копат, немам појам, лупам. Player can own and develop colonies with the game. Значи, проста логика,
колонии, значи сигурно на земјата ќе можем нели, на таа земја од што ќе се хранат, ја треба да има муниција, гориво, храна. Значи таа станица ќе произведува тие работи, а моите луѓе, кру, валја ќе треба и кру да се купи, не знам, или самата станица ќе си има кру. И ќе има фарминг, ќе има интересни работи. Ја тоа го многу замислувам дека ќе правам многу пари таму. Combat system, moving from traditional strategy mechanics to a more competitive and dynamic system. Combat system треба у Sage Labs да е, значи вајде ќе почнеме да се напаѓаме, ќе може да ме нападнат, например, кога бродо ќе патува од една планета од друга, значи вајде ќе може да ме нападнат, да ми земат ресурси, да се штитам, тие работи подсачени и таму ќе има у тај дел. Fleet Command, a bridge between you and Sage, bringing both system together, тоа е добро, Fleet Command да ги спојат конечно. Expand the lore, bringing the Star Atlas universe to life with deeper storytelling. Значи, брат, играта, замисли колку илјадници, че ова се гледа. Замислете си колку илјадници планети, брат, че ќе има. Замислете си колку Hidden Civilization, a planet in game mystery where civilization will discover based on player action. Значи, литам ја на таа планета, нова ќе ја пуштат, кој прв ќе отиде, ќе откриете растенија, животни и, како што го разбрав во видеото, ќе можеме ние да ги крстеме. Зависли си, братче, у метаверзу, упаѓам, братче, прв најдам животно растение, до душа ако не ми зеде, например, ќе има сигурно, ќе има животни, тие ќе напаѓат, нема да е лесно едноставно, ќе напаѓат, ќе има борби, ќе се собират ресурси од нив, кожа, коски, од дека знам, лупам, заби, значи ќе се собират од нив и замислете си, братче, ја да може да го крстам тоа, брат. Некој драгон там да најдам гуштеров да го крстам или криптогуги, тоа ќе биде интересно. Лупам, ама фантазијата ми е натамок. Console Rank Progression, the first step toward XP Base Skill Development, значи ќе биде интересно во чудо, никој не верува, ама ја верувам. Значи, другари, тоа е. Еве, многу луѓе, околу 300 луѓе геймери сакат да, кога има нови информации, да ги изчитам. И другарчета, тоа ќе ги ставам, мислам што ќе ставам, еве, Alice in the Cryptoland. Можете да го прочитате, ама не е проблем, ќе оставам и линко. Ќе оставам и линко. Друго што сум објавил за Star Atlas? Кај мене ќе улезете, да. Made in USA Police, AK Star Atlas, значи другари, Made in USA, најчесто американците кои ќе натиснат Made in USA, ама гледаш на CoinGecko, тие CoinMarketCap нешто саботажа прават, на CoinGecko објавено, значи газдата на компанијата исто става, ја па лайк Стив, не може да отворам да видам. Зашо е понапред го отвараше да видиш? Мислам на телефона можеш тука. Тука тие мапи ќе се бореме. Друго имам ли нешто објавено? Не. Другари, тоа е моето кратко видео 20-30 минути. Ово видео е само за airdropо и за Star Atlas за апдейту. Поздрав, чао!